Добро вечер уште еднаш од мене, Јадранка Костова. Вие следите програмата на Еден телевизија. Во овој дел од отвореното студио имам двајца гости. Тоа се господинот Абедин Зимбери и господинот Стојанче Ангелов. Обајцата беа на различни страни во воената 2001 година. Тогаш се бореа во војна еден спроти друг, а денес се борат заеднички за мир. Пред неколку дена, сега е актуелно, нели, помирувањето во собранието, но одекна веста која, господин Ангелов, вие ја пласиравте, дека сте побарале прошка од Зимбери, дека сте си дале прошка и дека ќе се залагате за некакво помирување на воените ветерани. Тоа ваше писание имаше премногу емоции. Потоа ве гледав на телевизијата Алсат и го видов господинот Зимбери исто така со многу емоција говореше, но тој говореше за некои критички забелешки. Ајде да почнеме да објасниме прво со вас за она што беше иницијална каписла. Вие отидовте во Слупчане, посетивте гробиштата на убиените цивили од 2001 година. Како дојдовте до тој момент дека дојдено е време за некакво опроштевање? Кога сме далеко едни од други, тогаш можноста за соработка и за разговор е помала, но поради сплет на околности, јас и Абедин Зимбери работиме заедно во македонската навигација од пред неколку месеци. По сила на приликите таму се гледаме понекогаш, можеби преку неколку дена, пиеме кафе заедно и разговараме за она што и се случи на Македонија, за она што денес и се случува на нашата држава и што очекуваме од иднината. При тоа, ние никако не можеме да се согласиме за 2001 година. Се уште имаме, би рекол, диаметрално спротивни ставови. Истите ставови кои што во ова студио пред 11 години на тогашната А1 телевизија во емисијата Чуму ги пласирав кога прв пат се појавив на телевизија, истите ставови ги држам и јас и Абедин Зимбери. Што се однесува до 2001 година, односно дали мораше да има војна, кој беше за минатото не се согласувате многу, за денешнината заеднички се согласуваме. точки за иднината. Нашиот заклучок е дека на прашањето кој изгуби во 2001 година, за тоа кој победи нема да се согласиме никогаш, бидејќи јас сум убеден дека ние можевме да победиме, бидејќи бевме... можевме. Кој победи? Апсолутно. Не, сите кој изгубивме. можел? Да оставиме кој победи, изгубивме сите, изгубија македонците, изгубија албанците, изгубија сите македонски граѓани, изгуби Македонија. Македонија се врати повеќе од 10 години назад и на економски план, особено на меѓуетнички план. Тоа е нашиот заклучок. Загина од двете страни, од нашата страна припадници на безбедносните сили, од нивна страна припадници на ОНА или УЧК. Но имаше и цивилни жртви. Но имаше и доста цивилни жртви како колатерална штета со тоа што имаше и македонци кои што беа киднапирани и убиени. Едноставно имаше и жртви, имаше ранети, осакатени луѓе, травматизирани. Така, добро, доаѓаме до моментот дека вие отидовте со Зимбери во Слупчане. Разговарајќи како ја гледаме иднината. Јас верувам кога тој зборува дека ја сака оваа држава како што ја сакам јас. Јас едноставно верувам дека Абедин Зимбери сака да живее во Македонија ваква каква што е, зборувам од аспектна територија. Верувам дека кај него нема никакви аспирации, она што јас постојано го зборувам дека кај дел од некои албанци се уште живеат во сонот на голема Албанија. Јас верувам дека еден добар дел од албанците, поголемиот дел денес сака да живеат некои македонци очекуваат второ полувреме, обично така велат. Нема да и се оствари таа желба, но така зборувајќи како ние да го почнеме оној процес на помирување помеѓу ветераните. Бидејќи помирувањето помеѓу македонците и албанците во еден голем дел е завршено. Ние зборуваме за помирување, но секојдневно македонци и албанци функционираат идеално. Кога вие одете на Пластичарска улица да купите нешто, не ви интересира дали собственикот на дуќанот или продавачот е албанец и обратно, или кога идеме по ресторани, по кафичи и така натаму. Но останува она, јас би рекол, последна алка, или ако не последна алка, тогаш една од најсилните, најважните алки од 2001 година, а тоа се непосредните учесници од двете страни. Добро, да дојдеме да преминеме на од вашето одење, трет пат веќе го споменувам, во Слупчане. Имам и некои фотографии од таму. Отидовте
сметав дека тој процес треба од некаде да почне. Од дењето да се одаде почит на загинатите цивили. Така. Се работи за 10 члена на семејството Зимбери кои што настрадале во вооружените действија, додека ние сме се убивале помеѓу себе, од една страна безбедносните сили, од друга страна УЧК, настрадале невини цивили кои што еве овде во позадина може да се видат гробиштата каде што се погребани цивилите. Значи јас не бев на споменик на УЧК, туку бев да положам цвеќе на гробови на загинати цивили кои што настрадале како колатерална штета. Ова е гробот на ќерката на И овде би сакал само да појаснам, јас би сакал, јас малку погрешно го имам разборно господинот Зимбери, значи се работи за ќерка на неговиот брат, но која што бидејќи живеат во исти двор, постојано била и кај нив и кај неговиот брат и тој ја чувствувал како ќерка, но додека ние зборувавме, тие беа траурни моменти и јас сватив дека е негова ќерка, но тоа е се едно од брат, дете, значи не прави никаква разлика и така што отидов овде, положив цвеќе, во знак на почит и побарав прошка прво од Абедин. Абедин ми прости мене, јас му простив нему за оно што се случило од 2001 година, но напишав дека очекувам оној потешкиот дел семејствата, останатите членови на семејствата да ни простат на нам, на припадниците на безбедносните сили, и побарав прошка од име на сите совесни припадници на безбедносните сили, бидејќи без разлика овие луѓе на кој начин загинале, јас верувам, сум убеден дека се колатерална штета, дека никој не сакал намерно да убие жени и деца. Вие цело време нагласувате дека кога говорите со Зимбери, станува збор за цивилите кои се жртва и кои ги има на двете страни. Господине Зимбери, ве гледав како што реков наосад. Вие бевте многу вознемирен, онака емотивно од одредени критики за тој потек, иако морам да признам дека има и доста позитивни реакции за она што го направивте со Ангелов. Зошто ме погодија толку тие забелешки? Се знае дека секој чекор што и да се направи, има и такви и вакви реакции. Види, во ова време, како што живееме сега со овие социјални мрежи, значи им се отвори простор на најгадните луѓе да си го изнесат она што го имат во душа. И во такви моменти на социјалните мрежи го видовме најлошото кај некои луѓе. Јас не бев толку емоциите не ме фаќаа мене за тоа што они ме псуеле, мене ме фаќаа емоциите во моментот кога зборува за фамилијата, нели дека за моментот они беа малку потресени како можело да се случи без нивна дозвола да дојде Ангелов таму. Така, уште нормално се држат на тоа дека они во позатворен простор се таму, а јас сум повеќе во комуникација и по друго ја сваќам ова ситуација, они го сваќаа малку потешко, затоа тоа ме сваќа. Иначе за оние во социјалните мрежи не се зарамарам многу, затоа што има да не претерам, ама 80% од луѓето кои се професори, луѓе кои мислат позитивно и од моите соборници кои беа со мене во 2001 имам големи поздрави и поддршка од нив. Така. Што значи дека оние кои највише се бориле, оние кои беа најхрабри 2001, тие се оние кои ми дават голема поддршка. Така. Остануваат тие кои не учествувале, не осеќале никаква болка во животот, не направиле барем еден чекор ни за државата, ни за себе, ни за своето семејство. Тие сега се нашле во социјалните мрежи без работа и ќе комуницират, но тоа не треба и не смее да не сопре за патот кој што сме го почнале. Но поминаа 17 години, тоа е сега едно пристојно време, нели, кога секој човек, секоја душа треба да одболедува, да помине низ разни фази. Германија и Франција се бореа на спротивни страни, имам критики кои ги прифаќам и тие дека можда е малку прерано. Јас ова го почнам затоа што сме ние учесниците. Ние после нашите генерации можда ако ние останеме вака во позиција он таму, јас овдека, можда нашите деца утре пак ќе војуваат. Ние затоа го почнеме овој процес, да моето и неговото дете бидат пријатели, да се осеќаат дека живеат во оваа држава која е заедничка. Сега Македонија е во една фаза која ги решава надворешните проблеми за државата, да стварно биде држава. Мора Македонија да го почне патот на помирување внатре во државата.
да најдеме еден Тоа е правец, процес. процес Тоа што преку мора ноќ да биде. нема Не да дека се сакам случи. јас или ние сме можда првите почетници што го почнеме овој процес, ама тоа мора да биде. Доколку не бива, џабе ние ќе даваме напор на дворешните проблеми да ги решиме ако внатре во куќата сме раздорни. Значи говоревме, нели, Стојанче се поклони на гробовите на цивилните жртви. Значи говориме, се разграничува жртви цивили. Да. Како да ќе ми го објасните обајцата? Фактот, вие бевте своевиден шеф на воена полиција во Липковскиот регион, така? Според еден став на Ангелов, во вашиот регион нема цивилни, нема злосторства врз цивили, но во Тетовскиот регион има многу. Ние тоа не го разјаснивме кој е одговорен за тоа. Видите што, јас кога кажувам дека сум горд за 2001, не сум горд за тоа што кренав оружје против луѓе. Сме го објасниле со Стојанче ова. Јас сум горд за тоа што не дозволив да има човечки и цивилни жртви. Сега, кога облекуваш униформа, или од другата, или од мојата страна, тие веќе знаеле дека одат на убиства. Значи, за тоа никогаш не го зборувам тоа. Го зборувам за цивилното население. Јас во тоа се гордеам за тоа што не дозволив војната да премине во Куманово, кај што има цивили да има жртви. Војната да премине во Скопје. Што е со Липковската брана, но тоа беше еден од хашките случаи. И за Липковската брана баш вие покажавте слика, ние бевме директно во местото тамо, покажав дека човекот во Куманово жив, здрав, кој го заклучил, јас заклучил вентилот и дојде со опсе комисија и камери имаше тогаш, дојде и сам го отклучи. Значи тоа не било заклучено од наша страна. Тоа беше заклучено од нивна страна и тие побегна, нели, почна војната и избега и остана затворена. И надворешните врати беа со катанат затворени. Бидејќи остана Куманово толку време без вода, ние цело време повикавме човекот кој го затворил, слободно нека дојде, јас ќе го чувам. Јас под моја гаранција го земав, човекот го водев до брана, го отклучи, имаме снимак со камера тамо. Го отклучи, го пушти водата и си отиде човекот. Добро, дали сте биле дел од структурите на ОНА за регионот Кумановско-Липковски, но дали вие лично сте се заинтересирале зошто во Тетовскиот крај имаше навистина страшни злосторства врз цивили? Тука и Ангелов да би го речеме, вклучила. да не кажеме само една страна, туку имаше и од другата страна. Затоа што имаше и 6 албански киднапирани лица кои многу касно после 2-3 се најдоа во некои јами негде, не знам каде. И имаше од двете страни такви работи. Затоа зборам. Во таа страна сега нека носат на одговорност тие кои што го направиле тоа. Јас сум бил против тоа и секогаш ќе бидам против тоа. И за цивилна жртва било каде јас се згрозам од тоа. Не само јас да го дополнам, јас не само сум го докажал тоа, еве баш конкретно за Матејче, баш во времето на најголемото гранатирање Матејчаните сите беа подром во џамија ги држев, едно време се додека малку се смири гранатирањето, после им отворивме пат и дојдов до Куманово без никоја повреда. Имаше неколку војници заробени од страна на УЧК. Еден цивил од тој крај, имав и војници заробени, нека кажат и тие војници. Имав и други лица затворени кај мене. Нека каже некој дека бил пипнат од моја рака некогаш или... Има живи војници од Дарава кои што беа заробени од страна на УЧК. Има живи цивили. Не се малтретирани Значи, и не се убиени, за разлика од се придржав кон тие меѓународни договори кои се за конвенции за војна. Сега вака, да прашам. Иначе морам да ја прекинам, тоа е една од главните причини поради која што кон него имам почит, бидејќи не дозволи да бидат убивани цивили, дури заробените цивили. Ни да се шири војна кај цивили. Значи прво ги пуштиле живи и потоа не биле, да кажам, малтретирани како што имавме случаи во Тетовско. Ај сега во втори дел. Која вака ќе ја размислите пред 17 години, 2001, ве слушав, дека пак би ја бранеле каузата национална, државна или не знам што. Бевте дел од ОНА, да. Али Ахмети како лидер на ОНА е цело време во владините структури. Вие, читам, во Слупчане се селат младите и она што ми беше фрапантно, дека во Слупчане нема ни водоводна, ни канализациона мрежа. Тоа е страшно. 17 години помина од тие воени дејства. Што прави ДУИ?
Тоа не знам, јас со Дуј никогаш не сум бил, може да сте... И сега дали подобро се живее пратиле после мојата војната? политика, Да, значи, добро. од завршување на војна, не лично со Али Ахмети, него со неговата политика секогаш сум бил критичен. Затоа сум и бил во друга политичка партија за да нешто допринесам. Видов дека не оди со политика, се тргнав од 2003 година на 13-та веќе не се занимавам Но со говорам, политичка партија. обичните Сега, граѓани... обичните граѓани нон-стоп реагират, се нервират, кога доаѓат гласовите пак си победува. Сакам да кажам, да се живее во сиромаштија, да немате во 21 век водовод и канализација, да се вади вода од бунари која е бактериолошки нисправна. Ама да им речат нешто за јазикот, за уставот, ке се фатат за пушка повторно. Со вакви политички елити кои 28 години не носат Тоа го работиме јас и Стојанчо. Тоа го работиме. Ова, верувам и 100% сум сигурен дека не им одговара на политичките партии. Затоа тие се навикна ова време до сега на националистичка карта да добиват гласови. Тоа нема да го дозволиме. Затоа станавме да го освестиме овој народ. Така. Да почне да размислува поинако, а не да размислува некои глупости што 17 години што викате се влечеме, а пак остануваме на Пред Ангелов да каже, он ја водеше таа битка, да речам, за семејствата на ранетите бранители, нели, загинатите. И имаше голем проблем со власта. Војните, дел од војните структури на она исто така имаше проблем. Политичките фактори за тоа време супер живеат. Ангелов не е подобра ситуацијата ни во некои македонски општини, ако земеме. Ако зборуваме за општата состојба, секако јас тој го напишав во онаа колумна во која што објавив дека сум бил во Липково, со тоа што јас се обидувам кај мнозинството албанци кои што живеат во заблуда, еве ја бедин живееше во таква заблуда, се надевам дека ќе успеам да го убедам барем во тој дел дека не е точно дека во Македонија албанците живеат лошо, односно неквалитетно. Во Македонија најголем дел од населението живее лошо и токму затоа во следниот период, откако ќе стигнат првите реакции, ќе отидеме во Источна Македонија да посетиме некои сиромашни села и градови за да видат дека бидејќи да не дозволиме од некои партии да биде злоупотребувано повторно на етничка карта, дека вие живеете лошо затоа што сте албанци, бидејќи во Источна Македонија имаме големи села и мали градови кај што не е решен проблемот со канализација и вода за пиење. Иселување на младите и македонци и албанци е во на исти двете страни. страни. Тука е катастрофална ситуација. Вашиот син во Швајцарија еднаш живее. Да. Па виде дека овдека не бидува поради целата ова тензија што и отиде. Не е само он, само во мојата фамилија, да речам, ова 2018 рече скоро 10 души млади дечки напуштија земјата. Има кога ќе ја земеме тој проценат во поголем, во пошироко, тоа е што да ти речам. Да, мојата поинта е ова, не е кога ќе речат албанците, тие живеат полошо, живеат и едните и другите, или кога ќе речат судските процеси за албанците се... Значи, со овие судови жртви беа и македонци и албанци кога е судството заробено. Во таа смисла, дали постои една свест сите граѓани да се бориме за подобар живот? Тоа го правиме. Ама тоа го правите вие, бе, сега сте во... Во оваа емисија не го правиме само ја и он. Сега во емисијата ги им објаснуваме на граѓаните. Јас морам да дополнам дека оваа влада има малку поинаков концепт кој што е многу рационален концепт, тоа е едно општество за сите. Да, и сметам дека дека политиката на оваа влада, јас сум дел од оваа влада и верувам и овој наш чекор беше поздравен и од премиерот Зоран Заев, бидејќи помирувањето е една од агендите на оваа влада и воопшто на оваа владина на владеачката коалиција, бидејќи ние мораме да направиме прво внатрешно македонско помирување, нешто што иде доста тешко, и во исто време да направиме меѓуетничко помирување, бидејќи ова е наша заедничка земја, на сите кои што живееме на неа. Доста се расправавме, доста ширевме омраза, животот е многу краток. Исто и ова прашање, дали било бргун овој наш процес за помирување, па ние нема да живееме по 100 или по 200 години, ние немаме време за губење и за чекање. Ние процесот на помирување, кога и да го почнеме, ќе има реакции, бидејќи раните се болни од двете страни, но сепак среќа во несреќата е дека нашиот конфликт беше многу мал
и по обем и по број на загинати, тешко е на семејствата кои што ги изгубија своите најблиски од двете страни, лесна и земја на сите загинати, починати и припадници на безбедностните сили и цивили од УЧК, но сепак бројката е мала ако споредиме со Косово, со војната во Косово, во Босна, во Хрватска, ние имавме една мала војна и мораме да работиме на поквалитетен живот. Така, но има еден друг проблем. Предходната влада на ВМРО ДПМН и на Груевски, таа постојано се еше омраза, постојано мораше да постои еден субјект кој народот треба да го мрази. Баш тоа сакав да го потенцирам. Кога прашавте зошто Али Ахмети не направи нешто. Јас бев пратеник. Поднесов по 400 амандмани за водовод, за канализација, за... Јас кога зборев за амандмани, во МРО се смееше. Цело време нивните пратеници и они се смее. После на гласање, со гласање, паѓа тие... Па знаеле кој е договорот со Ахмети, дека тоа нема да ви помине. Па сега не знам, јас тоа не е моја работа да знам они што зборат. Вие сте делувале како романтичар. Јас го зборам тоа дека имаше дискриминација до тој степен што еве и денеска има што на луѓето и највише им боли дека во затворите во Македонија има преку 200 луѓе кои се невини луѓе. Лежат со доживотни затвори што немаат врска со убиства. Ама сите, нема некој осуден што вели дека не е невино затворен. Не, тоа го велат сите, ние ги знаеме луѓето. Немаат врска, немаат ни докази, ни ништо затвори. Зашто не ги враќаат тие докази? Значи, вашите предлози... Тука е проблемот. За да се постигне помирување, тоа сакам да зборам. Не е тоа, ајде Стојанчо да се помириме и готово завршена работа. Помирување треба да е долг процес, кој во него треба да се ангажираат многу структури. Од сите структури да се ангажираат и да се формираат едно две групи кои ќе соработуваат меѓу себе. Ќе ги покажат проблемите што ги имаат. Во тие групи биле и други, не само воените структури. Не зборам за воени структури. Се вклучат интелектуалци. Не, за воени структури може, јас кај моите го дадов јавно повикот, да има од секоја политичка партија, било опозиција или позиција, по еден представник. Да има од трите факултети по еден представник од универзитетот, да има луѓе кои ќе зборат паметно, не да зборат за глупости. Да има и од форумот на жените, да има и од војните ветерани на УЧК, да има представник негов. Значи од сите структури кои представуваат нешто, да бидат во таа група и исто така и другата група која ќе седнат, ќе ги работат тие барања или предлози што ги има, тука ќе се решат проблемите. Значи дека више нема да му се остави простор на никоја политичка партија да го злоупотреби нешто. Тоа би дошло како овие работни групи македонско со Бугарска, Македонија и Грција, каде што низ диалог да се пеглаат разликите. Тоа ми е цел. Но ова ми остави впечаток. Рековте, сте поднесувале амандмани баш околу ова, рековме водовод, канализација, животни, секојдневни проблеми. Ви се смееле, нели, претениците? Ај објаснете како и ВМРО ДПМН лесно ги изгласа амнестијата на цивилните злосторства од хашките случаи. Тоа не знам, тоа е договор кој немам врска со тоа јас. Ангелов? Тоа е она задкулисна игра на Никола Груевски, она група околу него, додека се е омраза помеѓу македонците и помеѓу македонците и албанците, тие безпрекорно соработуваа во владеачката коалиција со ДУИ и проблемот е, затоа јас денес сум напаѓам бидејќи сум транспарентен. Ние ова не го работиме зад кулисно, туку го работиме јавно. И јас отидов во Липково, ние не сокривме. Ние не моравме да објавиме, јас можев да отидам кај фамилиите и да побарам прошка, да не објавам. Ја објавив. Значи, ние работиме транспарентно и искрено и веруваме во ова што го работиме. Не мора во тие групи да бидеме ние. Важно е ние да инициираме нешто. Битно е да им се објасни на граѓаните кои се вашите идеи. Мене ме напаѓат зашто јас сум ја нарекол другата страна УЧК, односно на Ослободителната народна армија. Значи, во законот за бранители, така популарно наречен, или закон за припадници на безбедностните сили, тие се дефинирани како вооружени екстремистички паравоени групации. Но илузорно е 17 години после конфликтот ја да го користам тој поим или поимот терористи. Значи, ние тогаш имаме терорист председател на собрание. Да и погледнеме на вистината во очи. Овие поборници, поддржувачи на ВМРО ДПМН, кои што дел од нив, кои што не напаѓат за овај
наш диалог, се истите тие кои што во 2013 година гласаа за ВМРО ДПМН 450.000 луѓе, за ВМРО ДПМН кој што само пред 40 дена го стави Тала Џафери министер за одбрана. Значи се работи за едно лицемерие. Граѓаните се свесни дека ние мораме да идеме напред. Ниедно непријателство не е вечно, вечни се само интересите. И ние тоа треба да не води. Доста беше омраза и за среќа омразата помеѓу македонците и албанците сметам дека не ја премина црвената линија и ние не сме идеалисти кои што очекуваат тотално помирување. Ние да успееме пола-пола, значи повеќе од 50% од луѓето да кои ги беа анимираме. лошите коментари и напади што ги доживеавте? Отворете ке мене на Фейсбук, но јас сум отрпнат, јас сум јавна личност. Проблемот е она што го кажа Абедин. Оние кои што најмногу коментират се кукавиците кои што ако има нова војна ќе се скријат или ќе одат на Филип Халкидики. Петровски е ветеран во војната? Филип Петровски не учествувал во војната, тој беше на Кале еднаш кога падна граната до него, навистина падна наша граната, бидејќи дојде до експлозија на минофрлачот, не знам дали поради слабост на цевката или грешка на онај тим кој што работеше со минофрлачот. Јас бев до самиот минофрлач, јас дадов насоки на минофрлачот каде да пука, но тој таму беше како господин пратеник со машни со дело, тој не учествувал во војната, се сликаше потоа во август, во јули, но тоа го знаат сите. Тој се обидува. Ве пренесоа веројатно погрешно некој. Ова го знаат сите полицајци, па не знам како. Чеки се, дали некогаш, бидејќи Зимбери е, нели, за Липковскиот, Кумановско-Липковскиот регион, вие сте полициските тигри, така. Дали некогаш во некој од тие битки Јас тоа сте веќе учествувале го напишав на и во различни текстот страни? и таму напишав ако смогнам сила ќе ја опишам битката тоа беше некаде во јуни, требаше да направиме една широка воено-полициска операција и требаше она област да се подели на два дела. Нападот го водеа тигрите. Ние тигрите бевме поделени во две групи. Првата ударна група ја водев јас како заменик командант на тигрите. Требаше да извршиме пробивање низ нивните рововски линии, да влеземе во селото. Втората група од тигрите требаше да врши чистење на рововите, ако некој остане. Значи беше добро осмислена, тешка акција и жестока, но требаше да има и 10 тенкови, 10 оклопни транспортери, ова ексклузивно за Абедин од армијата, кои што поради лошата координација отидоа на друго место и не дојдоа овде. Кога ние имаше само еден тенк и еден транспортер од армијата, кога дојдовме пред зидовите на селото, тој е оној језив ров кој што го опишувам во мојата колумна, прво од нефатија со минофрлачи можам да ги пофалам, буквално меѓу нас падна десетици гранати. Граната една падна пред транспортерот во кој што јас бев начело на колоната, го продопчи ладилникот и почна да крева температура самиот Хермелин. Кога видов дека ги нема тенковите и БТР-ите, сметав дека е ризично и дека не се исплаќа да влеземе. Ние можевме да пробиеме во селото, иако Абедин ќе каже дека не сме можеле. Но што потоа? Ќе пробиевме, сигурно ќе имаше малку мртви, но ќе пробиевме внатре. Поентата беше дека што потоа, затоа јас како непосреден старешина кој што водеше ударната група, донесов одлука да се повлечеме назад. Командував повлекување. Во моментов на вртење моравме да излеземе од асфалтот, бидејќи нивите беа малку пониски од асфалтот. Два Хермелина ни погодија со рачни фрлачи на гранати и имале некој ужасно добар стрелец. И среќа што во Хермелините имаше специјалци. Ја одговорно тврдам да беа обични војници или понеобучени луѓе, зборам психички послаби, со другиот проектил ќе ги убиеја, но ние имавме, да речеме, наводници на лудничави, возачи и персонал. Ние, Пеле ќе го спомнам, кој што беше командант на ЕБР, не можевме, го влечеа за нозе да се симне од митралезот, он чекај да ги испуцам уште овај реденик. Ние имавме таму стварно храбри луѓе. Но треба да знаете како старешина кога да пресечете. И затоа и во текстот пишувам дека се бореа храбро, бидејќи тие се бореа храбро, не побегнаа, не се тргнаа од нивните позиции. А бидејќи не завршивме борбата, може само да нагаѓаме кој ќе победеше, но дај Боже никогаш да не се повтори, да зборуваме за мир, сега да направиме заедно некаде да посадиме во мир за војната, да направиме да собереме некоја хуманитарна помош. Кој победи не се согласувате или кој можеше да победи ако продолжеше? Тоа е денес. Јас само нешто ќе кажам зашто има место за помирување. 2015 или не знам кога беше, имаше организирано една од Европска унија една конференција за конфликтите од бивша Југославија во Белград. Бев јас како представник на УЧК тамо, а беа и од армија на Македонија.
седнавме и слушнаме секој за својата историја, како се случило и што се случило. Верувајте, ние сите бевме подготвени да излеземе со нашите говори таму. Од како почнеме да слушаме што се случило во Босна, што се случило во Хрватска, што се случило во Косово, ние останавме без коментар. Само се гледавме меѓу себе, што беше знак дека ние мора да се помириме, jer кај нас фала на Господ што заврши со толку жртви. Иначе, кога почна да раскажуваат за убиствата во Босна и Херцеговина, една жена која рече дека 160 членови од фамилија, едино она 60 и нешто годишна останала жива. Значи дека таму веќе нема мир. И јас да бев таму нема, во Косово не може да биде мир. Не може да помируваат, затоа што со цели фамилии има убиства, масакри, Премногу зла крв се премногу зла, да. За среќа кај нас тоа не се случи. Затоа сум горд и затоа е отворен патот за да седнеме. Да седнеме, нели гледаме сега каква младина имаме. Многу агресивна, која ги искористуваат политичките партии или за утакмици или за било нешто други работи, па после излегуваат на улици и може да гинат невини деца кои не се криви. Ако нашата работа, лично за мојата зборам, ако јас сум човек кој барем еден живот ќе успеам, јас ќе бидам мирен цел живот и мојата душа ќе спие раз. Сакам само да додадам нешто. Кога вака раскажувам, изгледа симпатично оваа битка, нели ние двајцата овде опуштено зборуваме, но тоа е страшно. Експлозии, детонации, пукат, знаете она, мислите дека го нишат Хермелинот. Да, ги слушате куршумите како удират од надвори тропа, така. Потоа митрлезецот над вашата глава, кој што е на 1 метар над вашата глава, пука по нив. Паѓаат гранати од сите страни, РПГ ќе летне некој, ќе промоши, ќе удри во соба. Замисли 90 членови од мојата фамилија беа у подром, а над нивната глава, у куќа кај што они беа, имаше преку 100 гранати паднати. Ние зборуваме за војници, а замисли цивилното население во која ситуација. Ова е исто еден дел за кој што нема да се согласиме, они не смеле да ги остават таму од цивилите, но пробавме да ги изнесеме. Оđата од вакцинце која водеше колоната до Куманово беше фатен од полиција, малтретиран и човекот умре. Млад дечко. Значи тие имат аргументи зошто ги оставиле во селото. Имаме 100 аргументи, милион аргументи имаме. Но да не се враќаме во тоа ќе биде еден процес кој треба други луѓе да го прават. Тоа треба Јас тука имам исти став со Ангелов во неговото писание. Јас мислам дека сите права ќе се остварија полека, постапно и без овие воени и крвави настани што ни се случија, бидејќи они и после вона не се решија. Значи не се решија тука нема здрав мозок кој мисли и кој ги прави. Значи на што направи, влегоа во власт и останаа проблеми. Значи говорам дека тој процес одеше постапно, а ние гледаме дека и она што Брисел го бара од нас, еве, полека го правиме, се оди споро. Јас ви посакувам да ја буткате оваа работа. Нема да иде веројатно многу лесно, но тој процес е започнат. Така што морам да додадам дека ќе биде многу полесно од војувањето. Многу е полесно ова, иако емотивно доста тешко му падна Набедин. Јас бидејќи сум активно во политика веќе 10 години, полесно од потешка е, но не може да загинете додека војувате за мир. Она беше потешка, или ќе кажете полесно, но во 2001 можеше да се загине, да се умре. Ние сме гледале мртви луѓе, јас од моја страна, тоа од негова страна, тоа е многу непријатно. Сум држал мртви млади луѓе во раце, сум гледал и самиот еден момент кој што забораваме во овие неколку дебати да го кажеме, јас во Рачиново бев тешко ранет. Јабедин знае кој ме ранил, ама не сака да ми го каже, мисле да него утепа. А му реков дека сакам да пијам кафе, бидејќи јас не бев со цвеќе во рака, ја имав пушка во мојата рака. Значи јас самиот бев тешко ранет, крвта ми истече буквално низ уста, едва ја останав жив, сум ги почувствувал ужасите на војна на своја кожа и на луѓето околу мене, и затоа наша света должност е да се бориме за мир, бидејќи христијанството, а верувам и муслиманската религија повикува на простување, на помирување, бидејќи прошката, ние имаме празник прошка. Ангелов Зимбери, ја ви благодарам што бевте гости во отвореното студио на 1 ТВ. Следуваат вестите, колегата Александар веќе е во студио, а ние се гледаме следниот петок со вас, последен петок во оваа 2018 година. Останете и натаму на фреквенцијата на 1 ТВ.